Добро вечер, почитувани гледачи, вие сте со К3, трето информативно издание на нашата телевизија за денеска. Еве ги насловите. Вечерва започнува 18-тиот меѓународен театарски фестивал Денови на комедија во Куманово. Ова година грозјето во Република Македонија ќе се продава по квалитета, не по сорт. Врие од бегалци во Хрватска. Влегле над 90.000 мигранти. Младата каратистка Марија Спасовска ќе учествува на медитеранските игри во Хрватска. Ова се само дел од содржините. За преостанатите информации бидете со нас и по рекламите. Дневникот е во 20 часот. Добро вечер, почитувани гледачи, тредневник на К3. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Куманово поставува прашање до градоначалникот Дамјановски до кога ќе се издвојуваат големи суми пари за јавното претпријатие Куманово газ, а без никаков бенефит од тоа да имаат граѓаните. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Куманово повторно се обрати до кумановската јавност, овој пат за работењето на јавното претпријатие Куманово газ, посочувајќи дека изградбата на газоводната мрежа и користењето на гасот е многу поевтини по еколошки енергенс. Неговото користење ќе придонесе за севкупен развој на општината, посебно економските ефекти веднаш ќе станат видливи во поевтини сметки на домакинствата и поголема конкурентност на фирмите, а неизбежен е еколошкиот момент во многу почистиот воздух. Инаку јавното претпријатие Куманово газ е формирано пред 10 години со цел да стане субјект преку кој ќе се изгради градската гасоводна мрежа и која ќе менаџира со дистрибуцијата во домаќинствата, институциите и фирмите во градот. Во програмата за локални избори 2013 година Зоран Дамјановски имаше ветено дека гасоводната мрежа интензивно ќе се гради во периодот помеѓу 2013-2017 година. Во овој период беше ветено дека ќе се изградат 40.000 метри дистрибутивна гасоводна мрежа. Гасот ќе може да се понуди на 15.000 домакинства и 1.000 правни субјекти, со што целосно ќе биде покриено централното градско подрачје и ќе се шири кон периферните делови на градот. Овој проект требаше да донесе нови инвестиции и нови 100 вработувања. Со жалење може да заклучиме дека до денеска нема реализација на ова ветување. Денеска Куманово газ представува само терет на општината, која секоја година одвојува значителни финансиски средства за негово одржување. Имено, како илустрација, би сакале да го наведеме финансискиот извештај од првото полугодие за 2015 година, каде јавното претпријатие пријавило загуба од 3.511.155 денари, што е за 7,3% повеќе од истиот период за 2014 година, односно со остварени приходи од 3.958.008 денари и расходи од 7.469.163 денари, што е за 11% раст на расходи од истиот период од претходната година. Би сакале да го прашаме градоначалникот Дамјановски до кога мисли општината секоја година да издвојува големи суми за јавно претпријатие Куманово газ, а без никаков бенефит за тоа да имаат граѓаните. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН бараат одговор од Дамјановски на прашањето дали е во ред да се фрлаат милионски суми за нешто што наместо да се извршува својата дејност со години стои во место. Проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси заедно во соработка со Центар за развој на Североисточен плански регион и Бучен Козјак дава резултати. Позитивен пример за тоа е земјоделецот Свето Пандиловски од селото Романовце, на кој системот капка по капка му дал зголемен принос на пченка. Со овој систем приносите на пченка успеа да се зголемат за 60% информираат одговорните.
Резултатите од системот капка по капка кој го спроведува североисточниот плански регион заедно во соработка со УСАИД се видливи, а секоја година се повеќе се зголемува приносот на пченка, информираше Младен Протич, раководител на североисточниот плански регион. Во близина на Романовце, на нива на господин Свето Пандиловски, за да ги видиме резултатите од третирањето со системот капка по капка на ротот пченка, така да може и видливо е позади нас да видиме дека тој рот е доста голем. Односно, овој систем капка по капка кој веќе повеќе од 2 години го имплементира проект на УСАИД за развој на мали бизниси, дава своји резултати. Ова е веќе трета година како што ја спроведуваме оваа иницијатива во 4 региони од Република Македонија, меѓу кои и североисточниот регион. И секоја година се обидуваме показно да покажеме на фармерите од регионот какви резултати може да се постигнат и истите искуства да ги споделат со нивните колеги фармери, да кажам. И повторно и оваа година, како и минатата година, го постигнавме очекуваното во однос на просеците. Тоа ќе биде околу 13 тони зрно пченка и над веќе 90 тони за силажа. Дека системот на вистина функционира позитивен пример е земјоделецот од Романовце, Свето Пандиловски, кој со капка по капка очекува двојно повеќе приноси од минатата година. Прв пат на моите ниви ова година го поставивме и сме многу задоволни од резултатот што го добивме. Второ, што е многу битен дел, многу помалку има обврски или полесно се работи полесно се наводнува, со помалку труд на самиот човек кој што е еволвиран во производство на пченка. Но искрен да бидам уште еднаш би апелирал на сите земјоделци кои што имат можност да аплицират за овој систем и мислам дека ќе бидат многу задоволни и ќе имаме поголеми резултати. Во однос ќе имаме подобри приноси, преку тоа ќе бидеме попрофитабилни како земјоделци и сточари. Овој систем е голема инвестиција и улеснување за сточарите затоа што со капка по капка трошоците за производство се намалуваат за дури 50 до 70%, вели Виктор Стојмановски, доктор по ветеринарна медицина. Со новиот систем капка по капка се инвестира голема инвестиција за сточарите и олеснување во нивното производство. Значи со самиот систем се намалуваат трошоците на производство од 50 до 70%, а со тоа се намалува и цената на производството на млекото, а се зголемуваат приносите на млекото. Од 2012 до 2015 година проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси го финансираше поставувањето на системи на капка по капка на 280 хектари со пченка и сончоглед со цел модернизација на нивното производство. Со свечена манифестација во домот за стари лица Зафир Сајто во Куманово беше одбележан светскиот ден на старите лица во соработка со Сдруженијето на пензионери, кои преку различни начини се обидува да го одбележат овој ден. Во Дневниот центар за стари лица Зафир Сајто по повод светскиот ден на старите лица се одржа свечена манифестација. На манифестацијата учествуваа солисти, дуети, хори и оркестри од културно-уметничкото друштво на пензионери од Куманово, како и околу 10 поети од книжевниот клуб во градот. Нашето културно-уметничко друштво на пензионери се вклучува да им приреди една пријатна забава, да другарување и расположение на штетениците кои се сместени во домот за стари лица Зафир Сајто. Нам ни представува посебна чест што можеме ние, барем дел од времето кое го ние посветуваме, да им посетиме внимание на лицата кои се сместени во овој прекрасен дом, каде што овие штетеници, стари лица се сместени и ги има сите удобности за еден мирен живот во одминатите години од својот живот. Ние постојано ги посетуваме годишно по неколку пати, да можеме, се разбира, со нив да им приредиме задоволство и да им приредиме пријатен престој во ова социјално-здравствена установа. За лицата од домот често пати се организираат различни програми, активности и предавања, како и еднодневни екскурзии во различни градови од земјата. Организираме забавни програми со цел да им се разубавиме денот на старите, да не
да не ги заборавиме, да не се чувствуваат сами, така што во интерес на забавната програма, значи секоја година организираме забавни програми во соработка со Сдруженијето на пензионери, Сдруженијето на поети. Инаку во Центарот за стари лица Зафир Сајтов во моментов предстојуваат 153 лица, но бројката речиси секојдневно се менува. Министерството за труд и социјална политика во соработка со општинските центри за социјална работа ширум земјава продолжуваат со реализација на проектот На секое дете му е потребно семејство со цел потикнување на граѓаните да се пријават за згрижување на деца без родители и родителска грижа. Деца со воспитно-социјални проблеми, деца жртви на насилство, сторители на кривични дела или прекршок, како и деца и лица со пречки во развојот. Семејството Трајанови од Крива Паланка одамна ги отвори вратите во својот дом за две момчиња со оштетен вид. Како функционираат тие? Повеќе о продолжение. Костадин и Станка Трајанови од Крива Паланка веќе втора деценија се позитивен пример за една хумана вонинституционална форма за згрижување. Својот топол дом и родителска грижа тие им ги понудиле на двете момчиња Игор и Стојанче, кои имаат оштетен вид. Функционираат одлично. Момчињата, иако се со оштетен вид, секојдневните обврски ги извршуваат без проблем. Го посетуваат дневниот центар за лица со пречки во развојот, каде се дружат и имаат низ активности. Заедничкото време пак го минуваат во долги разговори и развивање на музичкиот талент кој го поседуваат момчињата. Просторно, па и онака условите ги имаме. Сами да не бидеме нели со жената. Така да земаме ги нормално со договор на ќерките, внучиња имаме нели, они доаѓаат, поштуваат се исто, разговарат и на интернет, разговарат телефонски, телефони, нели, добија децата преко центрите за социјална работа. Тие се малку посебни. Децата се иначе постарото што е Игорче, он е од 97 година тука, 97-98 таа учебна година, а Стојанче Алексовски, он е од 2001-2002 учебна година, пошто се биле они прво нели у школа, у Димитар Влаков, тоа е школа за слепи лица. Децата се и у школа, добри се биле таму, нормално на секој родителски состанок сме биле исто како родители, нормално е тоа све. Завршија матура, исто зима, завршија средња школа и двете. Едното заврши 2004, другото 2013. Нормално со сите процедури како и другите обични деца, што се, мислим, со биолошки родители. Децата околу дисциплината, околу школувањето, околу културата, околу хигиена, околу немам зборови. Они без разлика што со деца со посебни потреби, тоа се деца кои може сам крај да се наместе сам на капење, сами на УВЦ, преоблачење. Овде исто постои кревет, сам си постеле, знаат сами да јадат без разлика на нешто со слепи лица. Костадин вели дека имаат континуирана поддршка од институциите, а очекуваат овие момчиња да го минат и конкурсот за вработување со цел комплетна општествена инклузија. Поддршка имаме, поготово во последње време, нели, и од владата, и од центрите за социјална работа. Не сме оставени за ништо, све што е имало потреба, преку нив нормално идеме све. Така да, еве, владата донесеа усвоени се закони во корист на децата, поготово деца со посебни потреби. На територијата на општина Крива Паланка има вкупно 5 семејства кои згрижеле деца или возрастни лица со кои животната судбина си поиграла, а за тоа добиваат паричен надомест од државата, односно надоместок за трошоците за сместеното лице и надоместок за згрижувањето, како и поволности при остварувањето на правото на пензија.
Остварена хуманата мисија на Криопаленичкиот театарски фестивал. Средствата од билетите од годинашното 7-мо издание на меѓународниот театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски се донирани за помош на Криопаланчанка. Собраните финансии во висина од 44.400 денари беа доставени до семејството, а ќе бидат наменети за постоперативниот престој во Фленсбург, каде беше извршен оперативниот зафат. Исполнувајќи ја хуманата мисија на меѓународниот театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски, локалната самоуправа на општина Крива Паланка во координација со меѓуопштинскиот центар за социјални работи денес ги донираше собраните средства од влезниците од годинашниот фестивал на семејството на ЖА Кривопаланчанка, на која и беше пресадена коскена срцевина во Фленсбург, Германија. Оперативниот зафат, извршен пред 2 месеци, е натовар на Фондот за здравство на Република Македонија и изнесува околу 135.000 евра, додека благодарение на меѓуопштинскиот центар за социјални работи од Крива Паланка за дополнителните трошоци беа обезбедени средства од Министерството за труд и социјална политика. Дополнителните финансиски издатоци во постоперативниот период семејството ги сноси само, па токму поради тоа градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски денес ги донираше средствата од годинашниот фестивал во висина од 44.400 денари на сопругот на ЖА. И оваа година, како и досега, средствата што ги собираме од страна од театарскиот фестивал ги донираме во хуманитарна сврха. Овој пат средствата ги дониравме за една наша сограѓанка која беше на операција на коскена срж во Германија. Имено сите средства околу операцијата се платени од страна на владата, односно од страна на Фондот за здравствено осигурување, но ова се оние оперативни престои, бидејќи таа мораше да остане подолго време на контрола, под надзор на самата болница. Се работи за една операција која е навистина сложена и потешка, тоа е пресадување на коскена срж, и мислам дека во право време и на прав човек ги дадовме овие средства. Еве, тоа е една помош од нас како општина, како театарски фестивал и како една традиција секоја година да ги донираме овие средства за хуманитарни цели. Со средствата од минатогодишниот фестивал и донација од општина Крива Паланка, лани беше реновиран руинираниот дом на 3-членото семејство Стојановски од селото Градец, а со еднократна парична помош и работна сила и храна се вклучи и меѓуопштинскиот центар за социјални работи од Крива Паланка. Алексовски потенцира дека традицијата за намена на средствата од влезниците во хуманитарни цели ќе продолжи, со цел истата да им помогне на лицата на кои помошта им е најпотребна. На почетокот театарскиот фестивал влезот беше бесплатен. Потоа одлучивме да направиме едно символично плаќање на 50 денари влезница и овие средства да ги донираме за хуманитарни цели. Откако почнавме секоја година го правиме тоа, така да и оваа година ја исполнуваме истата обврска. Бројот на акутни инфективни заболувања на подрачјето на општините Крива Паланка и Ранковце периодов е зголемен, а од нив најголем процент се ентероколити, цревни заболувања од сезонски карактер, информираат од подрачната единица на хемиско-епидемиолошката служба на Центарот за јавно здравје Крива Паланка. Според бројот на обработени пријавни картички доставени од страна на матичните лекари од Крива Паланка и Ранковце до подрачната единица на хемиско-епидемиолошката служба во Крива Паланка, во септември биле регистрирани 24 случаи на заболени од ентероколит, цревни заболувања чиј број е зголемен споредено со истиот месец лани. Исто така, бројот на акутни инфективни заболувања на истото подрачје во изминатите 3 месеци е значително зголемен во однос на истиот период во 2014-тата. Можеме да направиме споредба за претходните 3 месеци во врска со пријавувањето на заразните заболувања. На територијата на подрачјето на Крива Паланка и Ранковци за месец август се регистрирани вкупно 37 заболени од акутни инфективни заболувања. Меѓутоа, ако се направи некоја споредба со претходниот месец, значи со месец јули, каде што се пријавени 11 случаи на заболени од акутни инфективни заболувања, можеме да забележиме дека имаме зголемување за околу 230%. Меѓутоа, ако се направи споредба на бројот на заболени со истиот месец, но минатата година, каде што имаме регистрирано 25 заболени од акутни инфективни заболувања, значи во овој случај може да се забележи дека бројот на заболени е зголемен оваа година, значи месец август, поредбено со месец август минатата година за 47%.
Според доктор Крстевска, најголем процент од пријавените случаи се цревни заболувања од сезонски карактер, а подеднакво е застапена и машката и женската популација. Бројот на пријавени случаи продолжува и во текот на овој месец, од кои што до сега имаме регистрирано 24 случаи на ентероколити. Мада тоа не е некое сериозно заболување, туку е со сезонски карактер, со што се очекува дека во наредниот период ќе биде нешто со помал интензитет и се очекува бројот на респираторни инфекции да биде нешто со поголем интензитет. Препораките од лекарите за избегнување на овој тип заболувања се редовно да се одржува личната хигиена. Се препорачува пациентите да внесуваат поголема количина на течности, но бидејќи се работи за едно исцрпувачко, заболување, кај пациентите кои што имаат потешка клиничка слика, кај кои што ќе се развие потешка клиничка слика, се препорачува да се јават кај своите матични лекари, од каде што ќе им биде ординирана соодветна терапија. Вчера вечер во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово беше отворена изложбата од 52-та меѓународна струмичка ликовна колонија. Струмичката колонија е една од најстарите во Македонија, која традиционално се одржува на почетокот на август. Оваа година учество зедоа 18 ликовни творци од земјава и од странство. Традиционално, како секоја година, продолжува соработката помеѓу Центарот за култура Трајко Прокопиев од Куманово и Антон Панов од Струмица. 52-то издание на реномираната воедно најстара изложба во Македонија, меѓународната струмичка ликовна колонија е отворена и во Куманово. Вкупно 18 ликовни творци како од земјава, така и од странство твореа во различни техники. Традиционално секоја година од 1 август започнува и трае до 15 август колонијата во Струмица. Оваа година зедоа учество 18 ликовни творци од земјави и од странство. Имавме гости од Бугарија, од Полска, од Србија, од Црна Гора. Се создадоа некаде над 40 дела. Слободата на изразување на самите автори им е пружена по нивна желба што сакаат да творат кај нас. А се работени во повеќе техники. Масло на платно, акрил на платно, комбинирани техники. Јовев исто така истакна дека ваквите изложби се вистинска можност за сите уметници да го покажат својот потенцијал, а размената на искуства и дружбата ја прави колонијата специфична не само во земјава, туку и на Балканот. Секоја година се трудиме покрај оние старите мајстори на занаетот, на ликовниот занает, вклопуваме и млади уметници во самата колонија, во кој што се црпи богатството на постарите. Тоа некако е продолжување и едукација на младите уметници во меѓународната струмичка ликовна колонија. Ако ги разгледате делата, ќе видите една шареколикост и повеќе теми. Некои работи слободна тема се изразува, некои ги работи пейзажите, некои ги работи абстракцијата. Посетителите задоволни од она што го видоа и како што велат, секогаш кога имаат можност ги посетуваат не само ова, туку и другите изложби. На сите изложби доаѓам и сите ми се добри. Треба да доаѓаат луѓето, ја не знам зашто не доаѓаат. И прошла година беше слабо народ и сега пак. Нека оставаат политиката на страна, нека доаѓаат на вакви работи. Многу убаво. Навистина благодарност пред се до организаторот, до Центарот за култура од Куманово, што секогаш и во овие ладни денови наоѓаа да ни го привлечат вниманието, да излеземе од дома. Еве, јас преферирам реалистична уметност. И омилено дело ми е во холод со 3 кончиња. Тоа е мој фаворит. Одговорните најавија уште многу заеднички проекти со цел ликовната уметност на двата града да биде прикажана во вистинско светло. 18-то издание на Денови на комедија тргна вечерва, честа да го отвори да доби театарот комедија со изведбата на представата Нешто пропуштаме. Во преостанатите фестивалски денови до 18 октомври публиката ќе може да ужива во уште 14 представи на театри и ансамбли од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Бугарија и од Косово. И овој пат комедијата во Куманово ќе биде овозможена благодарение на поддршката од Министерството за култура. Директорот на Државниот инспекторат Румен Стаменов истакна дека оваа година грозјето се откупува согласно законот и правилникот
и дивиот откуп никако нема да се толерира, додавајќи дека грозјето во Република Македонија ќе се продава по квалитет, а не по сорта. За прв пат од оваа година грозјето во Република Македонија се откупува според квалитет, односно колку повеќе шеќерни единици содржи грозјето, толку повисока цена ќе добие лозарот производител. Досега се откупени 90 милиони килограми грозје во 94 откупни пунктови, односно околу 55% од предвидените 180 милиони килограми, информираат од Државниот инспекторат за земјоделство. Оваа година грозјето се откупува согласно законот и правилникот и дивиот откуп никако нема да се толерира, истакнува директорот на Државниот инспекторат Румен Стаменов. Јас кажувам дека грозјето се откупува по квалитета, некако досега по сорта. За килограм вранец од 19 шеќерни единици цената е 13 денари, додека за килограм смедеревка со 17 шеќерни единици цената е 11 денари, ако се земе предвид дека една шеќерна единица кај вранецот е 0,68 денари, а кај смедеревката 0,64 денари, додава Стаменов. Тоа апелираше до сите граѓани и политички структури кои имаат информации за какви било нерегуларности да го известат инспекторатот, кој има капацитет и ќе реагира веднаш. Хрватското министерство за внатрешни работи соопшти дека од средината на септември до вчера во земјата влегле над 90.000 мигранти. За ова и за преостанати настани во вестите од светот. Вчера во Хрватска преку граничните премини Товарник и Бапска влегле 3369 мигранти, а во текот на денот тие со автобуси и возови се пренесени до границата со Унгарија. Во привремениот прифатен центар Опатовац моментално се сместени 279 мигранти. Иако бегалскиот бран во изминатите денови се намалува, низ Хрватска во просек дневно поминуваат околу 5000 мигранти. Ситуацијата во Опатовац е стабилна. Мигрантите по пристигнувањето во центарот вршат регистрација и сите други потребни работи, а во просек се задржуваат околу 3 часа, пошто продолжуваат кон Унгарија. Центарот може да прими над 4000 мигранти, а според хрватските власти засега не се разгледува можност за градење на црсти објекти, бидејќи бранот мигранти почнува да се намалува. НАТО синоќа изрази загриженост дека во воздушните напади на Русија во Сирија се разорени области на земјата кои ги држат бунтовниците, а не позиции на Исламска држава. Загрижен су поради извештаите дека мета на руските воздушни напади не била Исламската држава, рече генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг за време на посетата на САД. Столтенберг додаде дека особено го загрижува тоа што руската страна не се потрудила да ги усогласи своите воздушни напади во Сирија со тековната операција на коалицијата предводена од САД против Исламска држава. Претходно вчера американскиот секретар за одбрана Ештон Картер рече дека во воздушните напади во Сирија најверојатно се погодени и области во кои нема борци на Исламска држава. Германскиот канцелар Ангела Меркел не се согласува со предлогот на Турција за формирање безбедносна зона за бегалци на север во Сирија. Таа смета дека постои ризик од масакар кој би бил полоши од оно што се случи во Сребреница. Франција соопшти дека со своите партнери во следните денови ќе разговара за предлогот на Турција и членови на сириската опозиција за формирање безбедносна зона во северна Сирија, но Меркел од Берлин изрази загриженост за тој предлог и таквата тампон зона. Ако не можеме да гарантираме безбедност, тогаш ситуацијата би била полоша отколку во Сребреница, изјави Меркел. Таа додава дека силите на Исламска држава може да ја загрозат безбедносната зона. Во Турција од Сирија пристигнуваат повеќе од 1,8 милиони бегалци и поради тоа турските власти се залагат за формирање безбедносна зона со забрана за летови во северниот дел од Сирија, која би била заштитена од напади на Исламската држава и курдски милитанти. Младата каратистка Марија Спасовска од локалниот клуб Шампион прво освои сребрен медал на државното првенство, за потоа на изборниот турнир на кој беше составувана државната селекција да се пласира на врвот меѓу најдобрите во конкуренција на кадетски борби категорија плюс 54 кг, со што обезбеди место во македонската репрезентација која што ќе учествува на медитеранските игри во Хрватска. Со Марија се дружиме кога и да одиме на тренинзите во училишната зграда Партизан, каде што шампионите ги учат и усовршуваат вештините. Досега сме известувале за незините подвези на македонски и меѓународни турнири, меѓутоа доказ за тоа дека формата со годините и се подобрува е фактот што ја доби привилегијата
да го носи кимоното со македонско знаме на континенталниот собир во Португалија, како и на медитеранските игри во Хрватска. Шампионатот кој требаше се одржи во Египет кај ги вгости најдобрите спортисти од Средоземјето во Риека, а меѓу нив и македонската експедиција. Марија е дел од 20 членови на карате репрезентацијата и викендов со добар пласман ќе се обиде да обезбеди место на светското првенство во Џакарта во Индонезија. Се разбира, бевме на тренингот на Марија пред Хрватска за уште еднаш да се увериме во незината одлична форма и мотивираност со која ќе ги брани државните бои. На стартот Марија ги пренесе впечатоците од подготовките. Последните денови пред преварањето тренеров максимално. Физички сум добро подготвена, малку работев на тактичкиот дел, но и тоа го дотеравме тоа. Има силни конкуренти. Од Македонија во мојата категорија одат првиот и вториот од државното и од Бергерот. Очекувањата не знам и јас. Со што би била задоволна? Па да влезам во првите три би била задоволна, па и да поминам едно коло и тоа е добро. Скромноста на средношколката пред нашиот објектив исчезнува на борилиштето. Марија не зборува премногу на камера, меѓутоа затоа е гласна на татамите. Не е чудно, бидејќи со древната јапонска боречка вештина се дружи половина од животот од 7-та година. Затоа и незините тренери Жарко Ангеловски и Стевче Христовски се полни со гордост и очекување. Ова пред се ќе биде едно големо искуство, пак за нејзе, бидејќи секој турнир од ваков ранг носи позитивно искуство. Мои очекувања се дека може да атакуваме на добар пласман, иако според моите видувања не сме доволно добро подготвени, со оглед на тоа дека немавме некои контролни борби пред државното првенство во други клубови, направивме мала пауза од надпреварувања, меѓутоа очекувам резултати добар пласман. Мирно и без трема да го покаже она кое што го знае и да го оправда клубското име и честа на земјата, порачуваат и колегите. Пласманот на шампионатот сам по себе е голем успех за Марија, а јасно е дека ова се низините значајни чекори на голема сцена. Големо е задоволството што токму не младите со нивните знаења и вештини надалеку го прославуваат името на нашето мало место. Уште еднаш да и посакаме многу среќа на Марија, чишто настап на медитеранските игри, уште од сега со нетрпение го очекуваме. Вреднувајќи им ги постигнувањата и обидувајќи се да им излезат во пресред за надминување на нивните проблеми, членовите на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН ширум Македонија одржуваат средби со спортисти кои се истакнале со успеси. Таква средба синоќа се одржа во Куманово, а младите од владеачката партија им порачаат дека ќе се ангажираат заедно со нив на спортските борилишта. Председателот на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН од Куманово, Марио Цветковски, истакна дека спортистите имаат и неспортски предизвици, како и да е, тие секогаш ќе им стојат на располагање. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН веќе неколку дена низ градовите на Република Македонија организира средби со истакнати спортисти од градовите. Денеска организираме таква средба во Куманово со млади истакнати спортисти од нашиот град. Целта на овие средби е да го слушнеме нивното мислење, видување, предлози и идеи за подобрување на спортот во Куманово, воедно сите да направиме една заедничка заложба да активираме повеќе млади личности во спортот, бидејќи знаеме дека во здраво тело, здрав дух, максимата сите ја користиме, но не ја знаеме незината суштина. Воедно сакаме да ги информираме сите граѓани на Куманово дека Унијата на млади сили ќе отпочне и со организирање на тековни спортски активности во наредниот период што следи и ги повикуваме сите заинтересирани да се приклучат на тие турнири во фудбал, баскет и други спортови. Исто така ова ќе биде прва средба, но не и последна. Во наредниот период продолжуваме со повеќе средби. Христијан Младеновски е фудбалер, Стојан Крстов е каратист, а двајцата се презадоволни што можат да соработуваат со своите врсници за подобри остварувања. Драго ми е што Унијата на млади сили на ВМРО организира вакви состаноци, групи за да се дружиме повеќе, за да се соединиме и да бидеме уште посилни. Околу мојот спорт во Куманово е на добро, солидно ниво, но може уште повеќе да се развие. Затоа што свеста на граѓаните се уште не е подигната и тоа го сметаат како губење време на децата. Во Куманово, за жал, има само една спортска сала, тоа е салата на економско училиште, и има спортска сала која е нефункционална за сите спортисти, како за фудбалерите, кошаркарите, така и за каратистите. Сите сакаат да отидат да истрчаат некаде, сите сакаат да направат рекреативен тренинг, кај што не е возможно тоа во овие временски услови.
ВМРО ДПМН спроведува голем број проекти и реформи со кои се подобрува можноста за ентузијастите да спортуваат, а професионалците да остваруваат врвни успеси. Младите од партијата им порачуваат оти со многу труд, енергија и вложувања ќе се потрудат да бидат дел од победничкиот тим. Македонскиот кошаркарски шампион МЗТ Скопје Аеродром стартуваше со пораз во новата сезона од АБА лига. Избраниците на тренерот Алеш Пипан во првото коло убедливо се поразени на гостувањето кај Унион Олимпија со 91-76. Тимот од Аеродром во новата сезона влезе со променет тим во однос на лани, а ако на ова се додадат и повредите на двајцата плеймейкери Љубичич и Протич, словенецот ќе има полни раце работа за да остварува победи во регионалното надпреварување. Македонскиот првак за време на овој надпревар имаше и сериозни проблеми со одбраната во рекетот, по Унион Олимпија доминираше во сите 40 минути и заслужено стигна до победата. Дреноваc со 21 поен беше наефикасен кај МЗТ Скопје, пред Луковиќ со 14 и Бунич со 10 поени. Симоновски постигна 9, а Дамјан Стојановски 8 поени на овој премиерен меч од новата сезона во АБА. Најпрецизен кај Олимпија беше Лешиć со 19 поени. МЗТ Скопје в недела го игра првиот домашен меч во новата сезона против екипата на Металац од Валјево. Најдобриот светски фудбалер Кристијано Роналдо го постигна својот 500 гол во кариерата и влезе во топ 500. Јувентус и Манчестер Юнајтед славија на домашен терен во елитното надпреварување Лигата на шампиони. Најдобриот светски фудбалер Кристијано Роналдо на надпреварот со Малме постигна 2 погодока за Реал Мадрид, а воедно тоа беа негови 500 или 501 во кариерата со што прослави голем јубилеј. Освен што влезе во топ 500, португалскиот репрезентативец го изедначи рекордот на легендарниот фудбалер на Реал, Раул Гонзалес со 323 погодоци во дресот на кралевите. Сепак треба да се потенцира дека Раул овие голови ги дал по одиграни 741 надпревар, а Роналдо по само 308 мечеви, а веќе наследниот има шанса да биде најдобриот стрелец во историјата на Реал. Затоа пак Роналдо веќе го помина Раул по бројот на постигнати голови во дресот на Реал во Еврокуповите. Тој сега има 69, додека Раул остана на 67. Екипите кои важеа за изразити фаворити синоќа во фудбалската лига на шампиони забележаа победи. Актуелниот италијански шампион и минато годишен финалист во Лигата на шампионите, тимот на Јувентус, ја забележа втората победа во новата сезона од елитното надпреварување, откако на домашен терен ја совлада Севилја со 2:0. Алваро Мората во 41-та минута го отвори резултатот и му донесе предност на домаќинот, а конечните 2:0 ги постави Симоне Заза во 87-та минута, 7 минути откако влезе на игра на местото на стрелецот на првиот гол. Манчестер Юнајтед не дозволи уште еден кикс, па на домашен терен го совлада Волфсбрук со 2:1 преку Пресврт. Германците први поведоа со голот на Калигури по само 4 минути игра. Во 34-та минута Хуан Мата донесе израмнување од пенал, а истиот играч во 54-та минута му асистираше на Смолинг за конечни 2:1. Релативно сончево и топло денес на првиот ден од октомври. Топлото време ќе се задржи и за време на викендот. Следиме метео за североистокот. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник. Почитувани гледачи, останете со К3 телевизија и имајте пријатна вечер.